Продолжуваме со разговорите со деканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев Штип, со цел да ги представиме факултетите, да ги доближиме до сите оние кои што би сакале својата иднина да ја препознаат на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Факултетот за медицински науки е еден од носителите практично на многу содржини и на она што е Универзитет Гоце Делчев Штип. Факултет кој што привлекува многу внимание, атрактивен и на него се запишуваат студенти од цела Македонија, а многу и од странство. Токму затоа посветуваме денеска внимание на овој факултет преку разговорот со деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Руби Голабовски. Декане, Факултетот за медицински науки, верувам ќе се согласите со мене, е еден од поатрактивните, воопшто сите факултети за медицински науки се атрактивни. Дали тоа е голем товар? И како за декани воопшто за сите нас кои што сме на Универзитетот Гоце Делчев. Да, добар ден. Поздрав до гледачите на нашата и на вашата телевизија. Како што кажавте во најавата, медицинскиот факултет сам по себе е комплексна структура, еден комплексен систем. Во еден мал универзитет како што е нашиот, да имаш медицински факултет кој што би функционирал според сите принципи на медицината е навистина тешка работа, меѓутоа и голем предизвик. Ние се уште, како што знаете, сме универзитет што нема ни 10 години од постоењето, 7 години годинава прославувавме, исто и медицинскиот факултет веќе 6-та година обстојува. Претходно беше во форма на високата здравствена школа во првата година од постоењето на универзитетот. И она што главно се сметаше за недостаток и се уште може би се смета за недостаток е непостоењето на сопствена клиника на нашиот факултет. Значи, тоа е најголемиот предизвик, меѓутоа кога ќе се погледнат сите наши заложби, сите наши активности во поглед на надминување на овој проблем и како тој се надминува, ќе видиме дека ние сме еден модерен факултет кој што на еден многу флексибилен и многу ефективен начин се снашол како да ги одржува вежбите на студентите од областа на медицинските науки. Бидејќи се смета како хендикеп дека немаме своја собствена болница, универзитетска болница, ние во суштина мораме да работиме на еден начин со подизведувач. Значи, склучуваме договори со болницата, со клиничката болница од Штип, меѓутоа склучуваме договори исто така и со голем број на приватни и реномирани болници од Македонија, како што е специјалната болница за кардиохирургија Филип II, болницата Ремедика, потоа имаме договори со голем број на приватни здравствени установи тука во Штип, но исто така и во други градови од Македонија. И сето тоа придонесува да се воведе еден нов импулс, нови моменти и нови содржини во студирањето на медицинските науки, затоа што студентите можат во различни клиники да собираат искуство, а не само на едно место. Тешко е да се менаџира сето тоа, меѓутоа ние сме тим од ентузијасти и сето тоа сега доста добро го поднесуваме. Мислам дека освен договорите со установите здравствени во држава, во Штип и во државава, секако дека еден од адутите на Факултетот за медицински науки е опременоста на лабораториите кои што ги имаме, кои што се општо познато е во државава на едно многу високо ниво. Така. Значи пак ќе повторам она што го кажав. 7 години е период што е прекраток само да се направи инфраструктурата на еден универзитет. За тоа е потребно долго време. Меѓутоа, за да се опремат лаборатории по стандарди кои што ги нема навистина во голем дел од европските земји, е еден предизвик и сето тоа е направено само со големо разбирање и голема визија од страна на ректорската управа на универзитетот. Овдека се најдуваме во една мултифункционална лабораторија која што има повеќе кратна намена и можеме да видиме дека овие лаборатории се опремени со едни од најсофистицираните опреми. Тука до нас имаме еден гасен хроматограф кој што е апарат што служи за определување на голем број на органски соединенија во разни примероци. Како во примероци од
растително потекло, така и во примероци од биолошко потекло. Значи, ние со овој апарат денеска можеме сите оние апарати што постојат во биохемиските лаборатории за анализа на компонентите да ги замениме со само еден апарат. Овој апарат во суштина гасниот хроматограф овозможува симултано определување на голем број различни физиолошки супстанции. Можеме да определуваме гликоза, можеме да определуваме масни киселини, можеме холестерол, можеме витамини, меѓутоа можеме истовремено да определуваме и голем број на токсини, токсични материи. Единствен ваков апарат е во државата и можам да ви кажам дека неговата примена допрва ќе доаѓа до израз во медицината. Се уште во медицината овие апарати не се доволно застапени, не се доволно употребени. Покрај овие апарати можеме да видиме понатаму дека имаме едни од најсофистицираните апарати за определување на елементарна состојба во различен број на примероци. Значи, во било какви примероци од органско, биолошко или минерално потекло, ние можеме да направиме елементарни анализи за многу кратко време. Тоа е особено важно во медицината при дијагностицирањето на голем број на тешки заболувања. Значи, канцерогените заболувања, потоа голем број на наследни заболувања зависат многу во голема мера од концентрацијата на така наречени тешки метали. Присуството на тешки метали во крвта, како например ловото, кадмиумот, живата, потоа некои други метали како арсенот, придонесуваат за ширење, брзо ширење или за дијагностицирање на определени заболувања. Ние имаме инструмент кој што вреди повеќе од 300.000 евра и за 20 секунди можеме да направиме скен и да определиме 78 различни елементи присутни, како што кажа, во било каков примерок. Тоа е потребно само да се доведе во раствор и да се минерализира. Исто така имаме лаборатории кои што се во подрачјето на радиофармацијата, каде што можеме да вршиме синтеза на радионуклиди. Тоа се супстанции кои што во суштина се употребуваат во позитрон емисионата томографија или она PET scan томографија, која што служи за брза идентификација на местата каде што има потенцијални канцерогени заболувања. Значи, нашиот универзитет ја има таа лабораторија која што е единствена од ваков вид и која што служи за синтеза и за идентификација на такви радиотрейсери. Нормално тоа се најбитните сегменти, меѓутоа ние имаме уште голем број на инструменти кои што служат и за директна идентификација на определени компоненти присутни во физиолошки раствори, меѓутоа исто така служат и за научно-истражувачка работа. Пред неколку години, например, на еден од тие инструменти беа синтетизирани нови типови на витамини, нови типови на антиоксиданти кои што се патентирани во Европското биро за патенти во Минхен. Се работи за мојкни соединенија кои што моментално се тестираат како потенцијални средства во превенција од голем број на канцерогени заболувања. Се во ова се разбира голем плюс, ние имаме обврска, значи како факултет, сите ние заедно и универзитетот да овозможиме и студентите кои што завршуваат сето тоа да го применуваат во иднина. До сега Високата здравствена школа веќе продуцираше завршени дипломирани студенти, меѓутоа оваа година е посебна бидејќи за прв пат дипломирани доктори на науки, дипломирани стоматолози и фармацевти. Што значи тоа и за вас и воопшто за сите и како препорака за оние кои што сакаат да се запишат? Така, да се води еден ваков факултет со толкав број на значајни и обемни студиски програми е стварно предизвик и годинава ние сме среќни што имаме прва генерација на дипломирани студенти од академските студии, како што кажавте, од фармација, од стоматологија и од општа медицина. Тоа е посебен предизвик затоа што големи средства и голем потенцијал е вложен во образованието на тие кадри и ние дадовме се од себе за да им обезбедиме услови какви што треба да имаат и какви што заслужуваат за да можат своето знаење во иднина да го применуваат. Видете, ние се соочуваме со еден парадокс.
во Македонија имаме секоја година продуцирање на се поголем и поголем број на кадри од медицинските науки. Меѓутоа, кога ќе појдете во Источна Македонија, имате амбуланти кои што стојат празни. Значи, голем број на амбуланти во Делчево, во Пехчево, немаат лекари, нема заинтересирани или нема потенцијални што би работеле во тие сегменти. Секако, истото важи и за фармацевтите, истото важи и за стоматолозите. Значи, ние сега ствараме еден потенцијал кој што ќе може да го надополни недостатокот од такви кадри во овој дел на Македонија. Меѓутоа, јас она што го кажувам секогаш е, не треба само Македонија да се гледа. Секогаш студентите треба да се стремат да добијат нови искуства, да посетат нови клиники, да имаат стручна обука, нормално голем дел од нив ќе специјализираат, сето тоа знаење да го аплицираат, да се вратат еден ден назад во Македонија. Секако, многумина од нив ќе најдат работа и во Европската Унија, и тоа е Европската Унија сега едно семејство кој што секој си го најдува своето место врз основа на своите знаења и на својот потенцијал. Така да не треба да сме премногу загрижени доколку студентите заминуваат надвор од Македонија, затоа што секое нивно заминување надвор од Македонија и работење надвор значи само плюс за нас, а не минус. Во секој случај, на некој начин одговарате и на прашањето за тоа со што се здобиваат студентите и за можностите за работа подоцна, бидејќи практично од една страна од оваа година академските студии досега оној дел кој што е исто така многу важен со забни техничари, со медицинските сестри, што е уште како потребно во држава. Тоа е и препорака за оние кои што сакаат да се запишат. Задоволни сте досега од интересот и подготвен ли е факултетот за уписите 2014-15? Така, да. Значи и оваа година како и минатата година имаме отворени конкурси за 9 студиски програми, 3 академски, општа медицина, фармација, стоматологија и 6 стручни, протетичари, физиотерапевти, акушерки, медицински сестри, лаборанти и оптометристи. И сите тие овие професии се секогаш исполнети најчесто уште во првиот уписен рок. Секогаш сите овие студиски групи се доста атрактивни, значи не само академските студии, туку и стручните студии, затоа што тој персонал е неопходен и во јавните и во приватните здравствени установи во Македонија. Покрај тоа имаме и неколку специфични студиски програми, како што се тие за протетичарите, акушерките и оптометристите, кои што се единствени од ваков вид во Македонија. Секако, ова што досега е направено на универзитетот, искуствата наши, кадарот што го имаме, искуствата од студентите се една покана за сите заинтересирани да дојдат и да се запишат на некои од студиските програми на нашиот факултет. Прилагодување практично на студиските програми на потребите она што е во македонското здравство и воопшто во здравството. И сега забележувам дека на вториот циклус на студии кој што веќе функционира, постојано има јавувања и прашуваат луѓето за специфични насоки, нови. Дали се работи на тој план и малку и за третиот циклус на студии кој што е во фаза на подготовка? Значи, во вториот циклус на студии ние во суштина ги имаме досега само специјалистичките студии, што значи едногодишни студии од втор циклус на студии на кои што можат да се запишат после дипломирањето студентите што успешно ги завршиле првиот циклус на стручните студии. Имаме 15 студиски програми и имаме од прилика 50 до 60 на студенти кои што секоја година се запишуваат на овие специјалистички студии, кои што сакаат да го надоградат своето знаење и кое што им е потребно, значи тие се така дизајнирани студиски програми да одговараат на потребите во здравствените установи во Република Македонија. Меѓутоа, она што е карактеристично, сега многу скоро ќе се почне и со подготовка за почеток на магистерски студии од втор циклус на студии од традиционална кинеска медицина. Тоа е нешто ново, нешто за што веќе имавме разговори и подпишавме меморандум за соработка со најпознатиот универзитет за традиционална кинеска медицина Ченгду од Кина. Пред две недели делегација на највисоко академско ниво беше во посета на нашиот универзитет. Заедно со нив ќе почнеме за подготовка на елаборат за магистерски студии, втор циклус 2-годишни студии, но и за академски студии за традиционална кинеска медицина. Она што исто така интересно е дека Бањата Кежовица
ќе биде пренаменета во Центар за традиционална кинеска медицина, каде што ќе може да се вршат третмани, меѓутоа исто така ќе може да се врши во еден дел научно-истражувачка работа. И она како што спомнавте, во теке постапката за акредитација на студиски програми на трет циклус на студии. Во моментов спремаме елаборати за фармација, за биомедицина, за општа медицина, предклинички, не одреден дел од клиничките предмети, исто така и за стоматологија. До сега немавме право на организирање настава за трет циклус на студии, затоа што мораше да имаме една генерација на дипломирани студенти од академските студии и до сега барем интересот на студентите за овие студиски програми е навистина голем, затоа што ние имаме и потенцијал во инструментација, во лаборатории и кадар кој што може да одговори на предизвикот за организирање на студиски програми од трет циклус на студии, кои што понатаму, значи ги водат студентите во научно-истражувачката работа, а се предуслов нормално и за нивно учество во образовниот процес како идни доценти во иднина на нашиот или на некој друг универзитет. Дека не ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со деканот на Факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Голабовски. Мислам дека е доволен предизвик за сите оние кои што се обидуваат да препознаат својата иднина, да ја препознаат токму на Факултетот за медицински науки.